Почитувани представници на медиумите, ја продолжуваме успешната ИПАРД приказна. Со задоволство ви информирам дека оваа недела, пред само неколку дена, Европската комисија официјално и формално ја усвои новата ИПАРД 3 програма за Северна Македонија. Ова е нова програма со нови 4 мерки кои значат нови инвестиции за македонското земјоделство. Европската комисија ја препозна нашата посветеност за успешна искористеност на мерките од претходната ИПАРД 2 програма, која што очекуваме да биде искористена во целост. Затоа особено ми е драго што буџетот за оваа ИПАРД 3 програма се очекува да биде поголем за околу 62% од претходната ИПАРД 2 програма. Ова е признание на целосната искористеност и на успешната посветеност на телото за управување на ИПАРД при Министерството, на платежната агенција, на сите корисници и засегнати страни, и во оваа прилика благодарам и на медиумите што пренесуваа и ја публицираа токму оваа успешна приказна. И со ИПАРД 3 програмата ќе продолжат мерките за инвестиции во примарното земјоделско производство, тоа е мерката 1, преработка на земјоделските производи, мерката 3, и развој на различни деловни активности, мерката 7 во руралните средини, како инвестиции за производство на прехранбени производи, текстил, преработки од дрво, дестилерии, изградба на хотели, угостителски објекти, градинки, домови за стари лица и така натаму. За оваа намена, веќе во првиот повик за ИПАРД 3, очекуваме дека до крајот на годината ќе бидат на располагање на земјоделците и на компаниите околу 35 милиони евра само на првиот повик кој што треба да биде објавен, очекуваме до крајот на годината. Но ИПАРД 3 опфаќа и дополнителни 4 мерки кои накусо ќе ги објаснам. Тоа е првата, инвестиции во рурална јавна инфраструктура, мерка која што беше дел од ИПАРД 2 програмата, но не беше акредитирана и која што ќе биде од голема помош за локалната самоуправа. Конкретно, преку оваа мерка, општините ќе може да користат финансиска поддршка за изградба на инфраструктурни објекти, локална патна инфраструктура, системи за водоснабдување, канализациони системи и други инвестиции важни за рамномерниот регионален, но и рурален развој. Очекувам дека во ИПАРД 3 програмата оваа мерка навистина ќе направиме се да започне со реализација. Со мерката агроекологија, клима и органско производство се овозможуваат инвестиции во агроеколошки мерки, како што се затревување на овошни насади и ротација на култури во градинарството и финансирање на органско земјоделско производство, односно конверзијата од конвенционалното во органското производство. Со оваа мерка ќе се стимулира еколошкото земјоделско производство во согласно со тековните насоки и ЕУ трендови. Во новата ИПАРД 3 има и мерка за локалните акцијски групи. Со мерката спроведување на стратегии за локален економски развој, лидер пристапот, ќе се финансира работата на локалните акцијски групи кои постојат во земјата, како и нивните проекти од помал обем на лаговите кои што се дел од нивните стратегии за локален економски развој. Поддршката на функционирањето на лаговите е важна од аспект на развојот на руралните средини и ние веќе започнавме со финансирање и нивна поддршка и во националната програма. За земјоделците е важно како да знаат да ги искористат овие средства од ИПАРД, за да имаме уште поголема искористеност во следните 7 години. Затоа во ИПАРД 3 имаме и мерка за поддршка на советодавните услуги и со оваа мерка се овозможува финансиска поддршка за надградба и усовршување на советодавните услуги што ги нуди Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, особено во делот на помош на земјоделците за пополнување на апликациите, како и следење на реализацијата на финансиските инвестиции, совети за воведување на нови иновативни технологии и слични активности. Нашата заложба и секоја преземена активност беше како да го олесниме пристапот и да ја зголемиме искористеноста на ИПАРД, што успеавме да го направиме во ИПАРД 2, каде што имаме целосна искористеност на средствата. Ги поедноставивме административните процедури, зашто во претходните години се скрати времето на склучување и реализација на договорите од 12 на 6 месеци. Успеавме да станеме лидери во регионот во искористеноста на ИПАРД, што не прави особено горди како македонска држава и економија. До сега се склучени 2720 договори во вкупна вредност од 70 милиони евра. Таа пракса ја продолжуваме. Новина во ИПАРД 3, што сите го очекуваат, ќе биде предфинансирањето на инвестициите. И верувам дека ова
ќе биде многу поздравено од сите оние кои што имаат искуство и ќе сакаат да дојдат до финансиски средства. Конкретно, секој еден корисник кој што ќе аплицира ќе има можност да добие од 30 до 50% предфинансирање со самото склучување на договорот за проектот доколку достави банкарска гаранција. Например, ако инвестицијата е 100.000 евра, платежната агенција на инвеститорот му враќа 60% преку ИПАРТ, односно 60.000 евра, со што корисникот ќе може авансно да добие 30.000 евра веднаш по подпишувањето на договорот, а не да чека целосна реализација на договорот и поднесување на барање за финансиски средства. Односно, со самото подпишување на договорот, сега секој корисник и апликант може да дојде до 50% од средствата, за да не оди по банки, да зема кредити и така натаму. Обезбедено е предфинансирањето на сите овие договори кои што ќе ги имаме во ИПАР 3. Исто така, новина во ИПАР 3, помеѓу повеќето новини, е исто така што ќе може да аплицираат издружени правни лица за колективни инвестиции во примарно производство или преработувачка индустрија, со што се отвора опција за мерките да конкурираат и задруги, организација или група на производители, правно лице формирано од повеќе индивидуални производители, регистрирани во Министерството, како и правно лице формирано од здружение или асоциација. Со новата ИПАР 3 програма се планира да се зголеми и прагот на минималната инвестиција, што, например, во првата мерка досега беше 3.000 евра, сега ќе биде 10.000 евра, а тоа значи дополнително забрзување на одобрувањето на квалитетните апликации, финансирање на малите проекти од националните програми и мотивирање на вистинските компании, земјоделци за поголеми инвестиции преку ИПАРТ, нивно побрзо обработување, доаѓање до договор, до предфинансирање и реализација на инвестициите. Она што го очекуваме со ИПАР 3 програмата во следните 7 години, која што веќе е одобрена, заедно со кофинансирањето од самите апликанти, е да 250 милиони евра се инвестираат во македонското земјоделство и тоа е рекордни средства кои што ќе влезат во развојни мерки, во инвестиции, во преработувачки капацитети и во реализација на сите мерки од ИПАР 3. Ако тоа го направиме во ИПАР 2 со целосна искористеност, уште повеќе сме сигурни дека ИПАР 3 програмата со сите овие 250 милиони евра ќе бидат видливи, како што се видливи денеска и во оваа успешна компанија и успешен пример кој што го промовираме, тоа е компанијата Бако, која што е исто така, како што кажав, успешна ИПАРТ приказка. Оваа компанија со помош на ИПАРТ инвестираше во набавка на модерна опрема потребна за производството. Проектот чинеше 19 милиони денари, а поддршката од ИПАРТ е околу половина, значи 9 милиони денари кои што веќе се исплатени. Ова е позитивен пример како преку максимална искористеност на ИПАРТ програмата да го развиваме македонското земјоделство, да му дадеме дополнителна и додадена вредност, што е особено важно во еден период кога мора да се фокусираме и на производството и на финалните производци. На долг рок тоа значи профитабилно земјоделско производство и развој на македонската економија, а со 250 милиони евра во ИПАР 3 навистина верувам дека македонското земјоделство ќе биде основа и се посилна основа на македонската економија. Благодарам. Јас сум Омер Фезолај, собственик на брендот и на фирмата Бако. Иначе Бако постои од 1943 од мојата фамилија, мојот дедо, мојот татко и наследство е од прадедовци. Ние го работиме овој производ и ова фирма со задоволство и затоа инвестираме во нова опрема и во нова софистицирана линија. Воедно да му се заблагодарам на министерот што не посети, вие како медиуми и се надеваме во иднина дека ќе се инвестира, ќе има уште ИПАРТ програми и се надеваме ќе аплицираме и ќе бидеме успешни во уште по-софистицирана опрема и да го напредниме производството. Исто така земјоделците, ние садиме и во Македонија земјоделски производи, ги охрабрувам земјоделците да се охрабрат, да инвестираат, да аплицираат во машини, во опрема, за да се извади добар квалитет. Едино ни е иднина во нашава држава да се произведе наш производ и да го пласираме како македонски производ во
извоз во Европа или во нашиве држави што се соседни. Можам исто да ви се заблагодарам на вас и да го посетите целиот погон, како се производството, има и истата другата фабрика, ние подоле во другиот погон, ве поканувам и тамо, ќе одиме и тамо да го поканиме министерот да ги види машините. Тамо ни е последниот процес во опаковање и до доработка.